Треба ли Дуи да го смени својот пиар тим кој ми се грижи за јавните настапи, изјави, програми и риторики? Во 2024 година се чини дека интегративците кои сакаат да се представуваат како европејци и државотворци се уште се заглавени со замајување на јавноста со настаните од 2001 година. И во оваа предизборна кампања, 23 години подоцна, партијата од Мала Речица сака да придобие гласови со нивното делување за време на немирите. Прават митинзи само со албански знамиња, скандирање УЧК и споделуваат такви содржини на социјалните мрежи. За Дуи, секој кој ќе го спомена конфликтот, го етикетираат како антиалбанец, неодговорен, провокатор. Тоа го направи министерот за политички системи Груби, која нападна кандидатката за председател на ВМРО ДПМН Селјановска, дека била неодговорен политичар. Тој во статус на социјалните мрежи повика сите да гласале за Европскиот фронт и да ги спречеле интригите кои правеле поделби. Вашиот глас за Европскиот фронт го блокира ВМРО и го запире нејзиниот моментум. Ајде да ги спречиме овие пакосни работи кои предизвикуваат поделби. Сите гласови да го дадат на Али Ахмети, Европскиот фронт со 30 пратеници, па потоа да видиме како ќе се однесуваат. Претходно и Али Ахмети со заканувачки тон и порача на Селјановска Давкова да внимава што зборува околу војната во 2001 година. Дел од аналитичарите велат дека овој изборен фолклор на Дуи е застарена метода. Мораат да одат напред со времето, а не да користат стари флоскули од други времиња. Аналитичарот Ристевски за Алфа вели: не може да се представувате како европска партија ако не ги почитувате европските вредности. Апсолутно сметам дека е недозволиво и неразбирливо да одреден политички субјект по повеќе од 22-3 години постоење после толку време демократија и партиципирање како дел од власта да излегува со ваква реторика на избори. Сметам дека не идоликува на политичка партија како Демократската унија за интеграција да повторно се навраќа на некои стари милитантни форми на и реторика со закани, со притисоци, со давање изјави и повикување на УЧК на 2001. Според него, интегративците треба да поработат на тоа какви пораки упатуваат и да направат промена во своето действување, односно да работат за народот, а не за одредена група на блиски приврзаници. Мислам дека Демократската унија за интеграција треба да поработи меѓу другото на својата идеолошка матрица, која не треба да биде милитантна, туку како еден симпатичен обид кога се обидува да станат зелена партија, за да се вклучат во европските зелени партии, што мислам дека прилично беше неуспешно како идеја и концепт. Посакувам да поработат на каузата, на идејата за постоење и на одредена програма која ќе таргетира население според одредени барања и потреби, а не само некаков си етнички презнак кој одамна го изгубија. Повеќе е делува клиентелистичка партија на мала група луѓе кои застапуваат некои своји лични интереси. Додека Дуи се уште ги користат старите флоскули и тераат кампања на сеќавањата на 2001 година, токму тие ја обвинуваат ВМРО ДПМН и нивниот слоган "Твоја Македонија" дека биле шовинистички.